Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов вчера во рамки на законскиот рок го потпиша ребалансот на буџетот, потврдија од кабинетот на председателот. По потпишувањето ребалансот на буџетот е пратен во собраниските служби, пошто следува објавување во службен весник и стапување во сила. Ребалансот на буџетот беше изгласан од собранието на Република Македонија пред 7 дена, со 61 глас за, 2 против и ниту еден воздржан, но без присуство на пратениците од ВМРО-ДПМН и коалицијата. Ребалансот се темели на проекција на раст на бруто домашниот производ од 2,2%, буџетски дефицит кој е проектиран на 18,57 милиарди денари, а вкупните приходи се ревидирани за 1,5% надолу, односно за 2,87 милиарди денари. Социјалните придонеси согласно остварувањето се очекува до крајот на годината да имаат благ пораст во однос на иницијално буџетираните. Расходите пак наменети за стоки и услуги се скратени за околу 2 милиарди денари во однос на иницијалната проекција со буџетот, додека договорните услуги се намалени за дури 902 милиони денари. Капиталните расходи се ревидираат на 23,4 милиарди денари поради ниското ниво на реализација во првите 6 месеци од годинава. Извршено е намалување на средства кај капиталните проекти, кои имаат забавена динамика на реализација на активностите во првата половина од годината. На донесувањето на ребалансот на буџетот му претходеше жестока расправа помеѓу пратениците. Според СДСМ, ребалансот на буџетот ги намалува непродуктивните трошења, а со истиот капиталните инвестиции се сведуваат на реална основа. Од ВМРО-ДПМН е со обвинувања дека прекројувањето на државната каса е неразвојно, а сократењето на капиталните проекти и средствата во образованието, здравството, полицијата, армијата се обезбедуваат пари за вработување на партиски кадри и градење на бегалски кампови.